Особено е битна поддршката на тутунопроизводителите. Токму затоа СДСМ во претходниот мандат воведе нов модел на субвенционирање, каде што се зголемија субвенциите од 60 на 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа, и гледаме дека тој модел продолжува со примена во отсуство на нови идеи, во отсуство на нови политики од актуелната влада. Меѓутоа, минатата година ја зголемивме субвенцијата и на 100 денари по килограм на откупен тутун. Минатата година актуелниот министер за земјоделство ветуваше дека и откупната цена на тутунот по килограм треба да биде 600 денари, 560 денари и така натаму. Притоа заборавајќи дека тутунопроизводителите многу добро се сеќаваат на времето во претходната влада на ВМРО ДПМН, кога откупната цена на тутунот беше и 120 и 130 денари. Со заеднички разговори, со мудри политики, со многу работа успеавме и да се зголемуваат субвенциите и тие да достигнат до 100 денари по килограм на откупен тутун, но и да се зголемува откупната цена на откупениот тутун. Така што минатата година просечната откупна цена беше околу 360 денари, а дополнителната субвенција беше 100 денари, што значи околу 460 денари по килограм за секој откупен тутун и за секој тутунопроизводител. Што е тоа што го имаме како ветување и слика оваа година, која што е особено тешка за тутунопроизводителите? Имаме намалување на субвенцијата од 100 на 80 денари, имаме договорена на некој начин откупна цена од околу 370 денари, меѓутоа за прва класа, и проценка на тутунот по класи, што значи ако земеме во просек дека најголем дел од производството е втора класа, ќе биде значено понизок откупот, односно околу над 300 денари ќе биде втора класа. На втора класа следуваат субвенции од 70 денари, што значи многу далеку се тутунопроизводителите од достигнување на приходот кој што го има минатата година. Ако минатата година добиле по 460 денари по килограм, оваа година просекот ќе биде околу 350 денари по килограм. Токму затоа, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија достави предлог законско решение со кое што бараме линеарно за секој откупен килограм тутун, тутунопроизводителите да добијат по 100 денари субвенција, се со цел да бидат надминати предизвиците кои што ги имаат во текот на оваа година, заради тоа што има и намалено производство, но и нема зголемување на откупната цена, како што беше ветено од ВМРО ДПМН и од актуелната влада. Тоа значи дека тутунопроизводителите се изманипулирани, дека не се цени нивниот труд и дека нема конкретни мерки за поддршка кои што воопшто не ги гледаме и во предлог буџетот за 2025 година. Уште повеќе, минатата година на предлог на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше усвоена уште една мерка, тоа е за прв пат тутунопроизводителите добиваат и субвенција по површина, односно 6000 денари по 1 хектар, што за прв пат се воведува за тутунопроизводителите, и исто така беше најавена зелената нафта како дополнителен приход на тутунопроизводителите кои што во минатите години не беа опфатени. Успеавме да најдеме начин, да најдеме модел како на законски начин тутунопроизводителите да добијат и зелена нафта и да добијат субвенции по површина, но успеавме и да ги зголемиме субвенциите на 100 денари по килограм и да потсетам дека истите субвенции беа исплатени пред формирањето на оваа влада, односно на почетокот на годината. Воопшто не оставивме долгови на актуелната влада во делот на тутунопроизводството, туку навреме беа исплатени зголемените субвенции на 100 денари, а она што тутунопроизводителите го очекуваа оваа година, ако ги погледнеме ветувањата од страна на актуелниот министер и на владата, е дека ќе има драстично зголемена откупна цена. Денеска гледаме дека нема зголемена откупна цена, дека ќе имаме проценка на тутунот по класи, каде што ќе имаме и пониски откупни цени за одредени категории на тутун, имаме пониска, односно намалена субвенција, што значи и намален доход и приход на земјоделците. Токму затоа сметаме дека она што минимум треба да го направиме е 100 денари линеарна субвенција за секој еден откупен килограм тутун кон сите тутунопроизводители.